Северна Македонија е пред председателски избори. Големите партии и коалиции излегоа со нивните кандидати, меѓу кои ќе се води главната битка. Па што е тоа што ќе ги натера луѓето да гласаат? Председателските избори кај нас се карактеристични по тоа што ќе бидат трка на надпартиски кандидати кои имаат голема партиска подршка. Затоа експертите велат дека тука всушност станува збор за партиска битка во која и владеачките и опозицијската ВМРО ДПМН би сакале да извојуваат победа уште во првиот круг. Но дали ќе биде така? Гордана Силјановска-Давкова или Стево Пендаровски, кој ќе седне во председателската фотелја. Сега е речиси известно дека во изборот на престижната функција последните метри од председателската трка ќе ги трчаат Пендаровски и Силјановска. Едниот како кандидат зад кој застана Социјалдемократскиот сојуз и владината коалиција, а другиот како кандидат кој го поддржа ВМРО ДПМН. И двајцата представувани како надпартиски кандидати со солидни кариери и богати биографии. За разлика од Силјановска, Пендаровски е консензуалниот кандидат. Но дали тоа ја зголемува неговата предност во однос на главниот против кандидат на предстојните избори? Јас би му дал критичка предност на Стево Пендаровски во оваа фаза, особено поради фактот што ДУИ ќе го поддржи и најмалку тие гласови ќе бидат разлика помеѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска во полза на Стево Пендаровски уште во првиот круг. Така што мислам дека треба да очекуваме неколку десетици илјади гласови предност за Стево Пендаровски во првиот круг. Во поглед на изборниот резултат, слични се проценките и на политичкиот аналитичар Насер Зибери, според кој консензуалниот кандидат на владеачката коалиција би добил поголема поддршка од гласачкото тело. Тој заеднички кандидат би имал поголема поддршка и во политичка, и етничка, и верска основа, и секако дека би бил фаворит во споредба со кандидатот на опозицијата, односно ВМРО ДПМН. Тој кандидат секако и би бил некое решение кое е поприфатливо, помалку партиско и тоа би представувало една шанса Македонија конечно да добие после 10 години претседател кој ќе се грижи на вистина за интересите на граѓаните, ќе го почитува уставот и законите. Но консензуалниот кандидат не значи сигурна победа на избори за него. Туку единствената предност е што ја зголемува можноста за цензус во вториот круг на изборите, велат упатените. Како пример се наведува победата на актуелниот председател Ѓорги Иванов на претходните избори, на кој победи, а не беше консензуален кандидат. Ѓорги Иванов ги доби председателските избори, но сепак во вториот круг доби поддршка и од ДУИ. Така што тоа е критичката маса која ќе ја направи разликата. Не значи по дефиниција победа заеднички консензуален кандидат, но секако ќе му донесе предност на Стеван Пендаровски веќе во првиот круг. Не само тоа, туку и по анкетите изгледа дека Стево Пендаровски добива повеќе поддршка и од македонците во оваа фаза, така што мислам дека тоа ќе биде неговата главна предност. Предноста кај македонските гласови и поддршката од ДУИ и албанските гласови. Црната кампања и непристојната реторика домашните аналитичари не ги исклучуваат и на овие избори. Наративите, велат тие, ќе бидат различни. Опозицијата ќе ги критикува постапките на владата, а СДСМ ќе се фокусира на председателските ингеренции и на евроатлантските интеграции. Се очекува договорот од Преспа и законот за јазици да бидат дел од темите на кои ќе се спротистават двајцата против кандидати. Дали сонот ќе стане јаве како што се надеваат украинците? Комичарот Володимир Зеленски, кој игра председател во една многу популарна телевизиска серија, води на анкетите пред председателските избори во Украина. За некој, неговиот пристап потсетува на популистичките стратегии кои го доведоа американскиот председател Доналд Трамп на власт. Во популарната украинска ТВ серија комичарот Володомир Зеленски игра председател кој е скрупулозно искрен и ги надмудрува политичарите и бизнисмените кои се обидуваат да му застанат на патот. Карактерот на Зеленски во шоуто "Слуга на народот" е символ на украинците за тоа како во нивната земја треба да се владее. Тие имаат шанса ова фантазија да претворат во реалност на председателските избори закажани за 31 март. 41 годишниот актер ја најави неговата председателска кандидатура на новогодишната ноќ и води на анкетите пред актуелниот председател Петро Порошенко и лидерката на опозицијата Јулија Тимошенко.
на листата на која има рекордни 44 председателски кандидати. Критичарите го доведуваат под прашалник политичкото неискуство на Зеленски, додека инвеститорите се загрижени поради тоа што недоволно знаат за неговите намери. На крајот на краиштата, ако стане лидер, тој ќе биде одговорен за земја во војна која има потреба од фундаментални промени. Запрашан што го издвојува од другите кандидати, Зеленски посочува на неговото лице. Это новое лицо. Я никогда не был в политике. Тоа го потврдува и политичкиот аналитичар Анатолій Октісюк. Перша причина – це гострий запит суспільства на нових облич, на нові обличчя, на нові політики. Друге – це недовіра до старих існуючих політиків. Во телевизиската серија Зеленски започнува како наставник по историја во средно училиште. А кој станува председател, откако снимка со неговата тирада против украинската корумпирана политичка класа станува вирална. Желбата на украинските граѓани е да има нови политичари подготвени да реструктираат целата политичка класа, вели истражувачкиот новинар и пратеник Сергеј Лешченко, споредувајќи го комичарот со американскиот председател Трамп. I see most similarities with Trump in US and Zelensky in Ukraine because both of them are TV stars and both of them selling people the dream. So people ready to accept this dream because they're fed up with old class politicians. Поддршката за Зеленски е особено силна кај младите меѓу 18 и 35 години, кои сметаат дека тој ќе биде најдобриот во борбата против корупцијата во државните институции. Тој има 2,7 милиони следбеници на Инстаграм, додека Порошенко само 194.000. Иронично и покрај чистата слика на неговиот фиктивен председател, Зеленски мораше да го одбрани сомневањето дека во реалниот живот тој е кукла на Игор Коломојски, истакнат олигарх чиј телевизиски канал ги емитува емисиите на Зеленски. Во еден истражувачки извештај на украинската телевизија пак се обвинува Зеленски за тоа што ги продолжува комерцијалните односи со Русија, пошто тој потврди дека има акции во кипарска компанија која е во собственост на руска група и вети дека ќе ги продаде. Ветувањата негови се и предизборни. За да се справи со корупцијата, Зеленски вели дека ќе воведе закон со кој ќе им го одземе имунитетот на председателот, пратениците и судиите. Тој исто така повикува и на независен антикорупцијски суд. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите мислења и коментари во врска со предстојните председателски избори во Северна Македонија. Ова беше темата на неделата на Радио Слободна Европа. Довидување.